Вонредна парична помош ќе добијат лозарите, винарниците и откупувачите на винско грозје. Целта е во овие дејности да се намалат последиците од ковид кризата. Доколку помошта заедно со исплатените субвенции надмине 300.000 евра, лозарите и винарниците парите ќе ги враќаат назад во буџетот на државата. Тоа е одредено со предлог законот за финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани од COVID-19 врз производството и откупот на грозје и винската индустрија, анализира порталот Фактор. Законот за оваа помош го предлагаат кабинетот на вице-премиерот Фатмир Бетичи и министерот за земјоделство Аријанит Хоџа. Во анализата на Фактор се вели дека за да им помогне на лозарите и винарниците владата, како што стои во предложеното законско решение, планира од буџетот да потроши 360 милиони денари или близу 6 милиони евра. Овие пари всушност ќе се даваат од владината програма П1, која е резервирана за мерки за справување со ковид кризата. Како корисници на финансиската поддршка согласно овој закон се явуваат носител или член на земјоделско стопанство регистрирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства, потоа производителите на вино кои се регистрирани во регистарот на производители на вино, откупувачи на винско грозје запишани во регистарот на откупувачи на земјоделски производи, трговски друштва кои извршиле извоз на винско грозје купено од откупувач, како и трговски друштва кои извршиле извоз на вино купено од производители на вино. Финансиската поддршка пак ќе се дели на следниот начин: поддршка по килограм на произведено винско грозје до 18% шеќерни единици, кое во периодот од 15 август до 31 октомври годинава е предадено на регистрирани производители на вино, наменето за производи од грозје и вински дестилат во висина на 6 денари по килограм. Потоа поддршка по килограм за произведено винско грозје, кое во периодот од 15 август до 31 октомври годинава е предадено кај регистриран откупувач на винско грозје за производство на вино или за извоз на винско грозје во висина од 2 денари по килограм. За истиот овој период ќе има поддршка од 30% за транспортни трошоци за извезено вино во шишиња, поддршка од 20% за транспортни трошоци за извезено наливно вино, како и поддршка за извезено винско грозје, и тоа за количини до 12 милиони килограми поддршка во висина од 2 денари по килограм, за количини од 12 до 25 милиони килограми поддршка во висина од 3 денари по килограм, за количини над 25 милиони килограми поддршката во висина од 4 денари по килограм. Производителите на вино во рок од 10 дена од денот на влегување во сила на овој закон се должни да ги обезбедат податоците за потребите на Државниот инспекторат за земјоделство. Агенцијата по приемот на податоците врши проверка дали производителите на грозје се корисници на финансиска поддршка. Потоа донесува решение за исплата по поединечен корисник во кое е содржан износот на финансиската поддршка. Генералниот секретаријат на владата пак врши исплата на средствата на трансакциона сметка на корисникот најдоцна во рок од 15 дена од денот на доставување на решенијата.